Се враќаме во студиото по второто издание на вестите, флешот на информации во рамките на емисијата Македонија наутро. Работилница на Градежен факултет Скопје, анализи на природни опасности и мерки за убlažување на последиците. Гостин ова утро во нашето студио е професор Елена Думова-Јовановска, раководител на оделот за анализа на конструкции и земјотресно инженерство. Добро утро. Благодарам. Долго е звањето, меѓутоа квалитетно и има на зашто да зборуваме и на која тема да зборуваме. Работилница на Градежен факултет, од неа треба да произлезе студија која што ќе помогне во изготвување на што поквалитетен просторен план на Македонија за периодот меѓу 2021 и 2040. Што очекувате да излезе како заклучок од ова што ќе го работите? Со оглед на фактот дека просторниот план е најважниот документ за користење на просторот во една земја, кој што се донесува на период, гледаме, од 20 години, наша задача во рамките на оваа студија да помогнеме да се изготват смерници за тоа како да внимаваме да се справиме со различни типови на непогоди кои што имаат капацитет да предизвикаат штети. Тука влегуваат 7 природни типови на непогоди и 3 предизвикани од човекот од типот на технолошки катастрофи, што значи изборуваме за еден широк спектар на различни типови на потенцијални ризици и како да ги процениме и уште поважно како да најдеме начин да ги приоритизираме, затоа што пред секое општество на крај се поставува задача како ресурсите кои што ги имаме најрационално да ги искористиме. И би ги споменала, кои се тие природни ризици со кои што треба да се справиме. Тоа што се случуваше во поблиското обкружување наше и подалечното Летово е доволен показател за што се треба да внимаваме. Земјотресите на почетокот на оваа година Турција и Сирија, последниот во Мароко, поплавите кои што ги затекна Словенија, Хрватска, Србија до некаде, последните во Грција, пожарите, цел Медитеран гореше. Значи тоа се сигурно 3 типови на ризици кои што и ние во Македонија треба да ги третираме. Промената на климата, суша, се што тоа носи. Од друга страна, и човекот знае да предизвика катастрофи, особено во технолошките процеси. Имаме рудници, колку и како работат, имаме технолошки процеси во различни индустрија, така да тоа се сите типови на различни непогоди кои што можат да предизвикаат сериозни ризици. За технолошките проблеми сме самите виновни и тука не може никој да ни помогне. Меѓутоа за природните 62 и 63 поплавата и земјотресот требаше да не опаметат, требаше да ни дадат насоки, ако не бевме тогаш способни, ако тоа беше некое време по светските војни и слично. Ова е модерно време во кое има многу ресурси, има многу книги, има многу од што да се научи и од што да се види. Дали во моментов Македонија ја анализираме преку Скопје. Животот во Скопје, животот во Македонија практично, не треба да биде така, меѓутоа кај нас е така. Дали сме подготвени за предизвикот што ни следува во наредните 20 години, 2 децении? Затоа ќе ме поканите некаде во февруари, кога ќе привршиме со оваа студија. Мислам дека е важно, бидејќи ова е еден нов начин на третирање на сите типови на ризици во светски рамки, некаде после 2000 година, во 2005 година, за прв пат и Обединетите нации се обидуваат да направат еден заеднички документ кој што ќе помогне на сите земји на сличен начин со иста методологија да се справуваат. И особено тоа бенефит треба да видат сиромашните земји кои што немаат сопствени ресурси да развиваат наука, да развиваат се што е потребно. Македонија е некаде измеѓу. Не сме ни од тие најсиромашните и најскромните. Добро, не градиме од кал, бите ни се квалитетни. Така. Исто така, зборувам за сите типови на ризици, така е. Меѓутоа, нормално, побогатите земји имаат што да се научи. Така што и во тој поглед, кога зборуваме за ризикот од земјотрес, секако дека сме на понапреден пат, отколку што многу понапреден од порано, меѓутоа и во споредба со други земји. И затоа велам, конечните резултати кон крајот на завршувањето на студијата, која што се очекува некаде да биде февруари, и сега тоа сакав да кажам, во која форма ќе можам да ви кажам колку сме сигурни или не, односно ќе можеме да изнесеме сите заедно кога ќе анализираме. Значи се дефинираат неколку параметри. Велиме, имаме опасност, тоа е самиот земјотрес. Потоа имаме што ни е изложено на таа опасност. Убаво рековте. Скопје, за жал, урбанизацијата негова доведе да нас голем дел од населението, меѓутоа што уште поважно од критичните објекти за функционирање на една држава, се наоѓаат тука.
Значи треба и тоа да се проучи. Па потоа треба да се проучи сите типови на тоа изложени објекти, како би се однесувале при дочекуван земјотрес, за на крај да го дефинираме ризикот како очекувана штета. И тоа штета изразена во, не дај Боже, број на загинати, повредени и материјална штета. Тие бројки ќе се обидеме да ги добиеме и за земјотрес, докаде ќе стасаме за поплави, за сите други ризици. Тоа е предизвикот кој што денеска на работилницата ќе го начнеме, ќе видиме докаде сме, така да таа позната свот анализа која што ја користиме, се обидуваме да откриеме кои ни се слабости, кои ни се добри страни, кои ни се можности, а кои се опасностите кои што ќе не спречат да тие можности ги искористиме. Да поставиме рамката во овој момент, нели 23-та сме веќе, иако до 21-ва важеше претходниот план, меѓутоа како и да е, тоа е главната цел на оваа работилница. Да ја поставиме рамката со која што ќе можеме да дојдеме до одговор на прашањето кое што го поставивте, а убедена сум дека секој во земјава би сакал да го знае. Првите две прашања беа вовед во разговорот, ова третото би требало да поентира. Најболното прашање за еден градежник во Скопје и во Македонија е Кензо Танге. Името кој е 65-та виде како треба да изгледа Скопје, виде како треба да се развиват, можеби да научат македонските градови од тој главен град што беше замислен, колку денес е реализирано, колку денес е остварено од тоа модерно Скопје што тогаш беше предвидено по најмодерните стандарди, можеби и најубавиот проект на јапонскиот архитект. 2025-та. Да. Ова воздишка ни кажува многу. Не, да ми го поставив тоа прашање пред 20 години ќе бев многу поостра во одговорот. И ќе речев, потврливме комплетно. Сега на оваа возраст и ова животно искуство велам дека не можете да наметнете дури најдобро решение ако тој што треба да го спроведе искрено не го чувствува како свое. И мислам дека тука е главната причина, тоа е моја лично мислење, дека е тоа главната причина зашто ние тоа не го спроведовме. Бидејќи за да можете една таква визионерска идеја да ја спроведете, вие треба да го имате и мајндсетот на тој човек. Сега, дали успеавме ние едукацијата на луѓето кои што го создаваат тоа, бидејќи тоа не е еден или двајца, тоа е еден цел систем, почнувајќи од архитекти, почнувајќи од луѓе кои што ќе живеат во него, трговци, бизнисмени, се заедно. Како што рековте, тоа е еден голем блендер во кој што, за да ја таа идеја добиете на крај исполнувањето, треба барем малку да веруваат дека тоа е нивна идеја. Ја мислам дека веќе, пошто филозофски го поставивте прашањето, дури пошироко ако одиме во светски рамки, зашто секаде каде што имаше обид да се воведе демократија, не успеа? Затоа што тоа мора да дојде по природен пат, луѓето да почувствуваат дека тоа е нивно. Така и тука, веројатно, дојдовме до ниво кога велиме ова веројатно вака не може да оди понатаму. Момент е да пресечеме и да се обидеме, да најдеме што ние веруваме дека е најправилно, ама се разбида следејќи ги сите достигања во науката кои што, како што рековте, ги имаме сега, ги немавме пред 50-60 години. Велат мудрите луѓе учат на тугите грешки, а оние другите учат на своите грешки, ние учиме на своите грешки и ние сме оние другите. Би сакал да можевме да го чуеме вашиот одговор пред 20 години. Каков ќе беше? Најверојатно тоа ќе беше точниот одговор. Ова е само пластифицирање на оно што ни се случува и се обидувате да го амортизирате затоа што сте научник, професор и така натаму. Не да го амортизирам, баш тоа како што го рековте, треба да почнеме да учиме барем од собствените грешки кога не научивме од туѓите. А не учиме ни од собствените, па добро. Ајде да се сретнеме за 20 години, па може ќе бидеме позадоволни од тука во студио на ова исто место. Од одговорите заедно. Да, експерти од областа на градежништвото, архитектурата и така натаму во вашата фела, меѓутоа и кои други експерти се вклучени во работилницата, затоа што не е само градежништвото само по себе. Така е. Значи, градежниот факултет со своите 6 катедри покрива добар дел од овие непогоди кои што ги споменавме. Меѓутоа, за технолошките катастрофи ги поканивме колегите од технолошкиот факултет од нашиот универзитет, од Центарот за управување со кризи, експерти кои што тоа е во нивниот делокруг на работа за дел што не ни покриваат. За земјотресите веќе кога споменавме, исто така Сеизмолошката обсерваторија на земјата е таа која што треба да ни го даде влезот што се случува, така да и тие се дел од нашиот тим. Имаме уште неколку експерти кои што се
така наречени фриленсери, кои работат за Светската здравствена организација, работат за Обединетите нации на проекти поврзани со ризици, така да мислам дека направивме еден убав мозаик од искуство кој што ќе ни помогне, како што рековме, овој пат да изнајдеме наше решение, водејќи се од принципите кои што Обединетите нации ги поставуваат во светски рамки. Фелата ваша, неколку пати со деканот професорот Марковски сме зборувале, фелата ваша поставува насоки, поставува стандарди, дали оние другите кои што треба да ги изведат и да ги применуваат, го прават тоа и патем дали ве прашуваат воопшто пред да почнат со она што го прават? Тука треба повеќе едукација. Тука треба на различни начини. Тоа не е едукација само факултетот, туку тоа што современието бара постојано учење. Значи, постојано следење на промените. Тука мислам дека како општество потфрламе, па затоа за жал и нашата професија исто така. Така да се смета кога си дипломирал, имаш диплома во джеб, ти си способен да работиш, секојдневието, како што зборувавме, ме јаде, секој ден треба да завршиш некоја работа и до обуките тука потфрламе. Сега, плюс дополнително на тоа системот колку успева да следи, тоа е приказна за себе, која што, нели, во некоја друга прилика може да се отвори. Кој е тој систем кој што е обврзан да следи колку се почитуваат во било која област пропишаните, нели, насоки. Еве ние ќе изготвиме студија која што ќе влезе просторниот план, кој после ќе следи дали тој просторен план ќе се следи. Тоа повторно е како систем го имаме на хартија, функционирањето е тоа што е нешто што треба сериозно да се позанимаваме. Сериозно треба со многу нешта да се позанимаваме. Да се обидеме секој во својот дел од делокругот во кој што се чувствуваме дека сме компетентни. Следното прашање беше за вашите компетенции. Ете, сами го најавивте. Ајде, останатите аспекти на општественото живење прават тоа што прават. Дали оние на кои што вие директно влијаете се доволно едуцирани и подготвени да го преземат ризикот и товарот, а тоа се студентите. Колку ова што ќе го правите вие на оваа работилница и тоа што ќе го донесете како заклучок и она што се случува на факултетот, колку тоа влија и допира до идните столбови, армирани столбови на македонското општество? Наше да ги поставиме правилата на однесување и знаењата што се потребни. Студентите не можеме да ги генерализираме сите. Значи имаме студенти кои што се искрени, мотивирани, сакаат. И сега, како општеството ќе биде подготвено да ги прифати нив, јас мислам дека тука е најголемата пречка. Дали на тие најмотивираните им дава можност да тоа што сакаат да го докажат, да го спроведат во дело, ќе го реализираат или не. Така што ние сме сепак делот на подготовка нивна. Тука сме да помогнеме секогаш кога ќе сакаат да дојдат. Меѓутоа, другите елементи од општеството се тие кои што или ќе им дадат шанса, или ако не им дадат, тие ќе си го најдат патот некаде, за жал надвор од границите на нашата земја. И од градежен факултет таа бројка е сериозна. Почнувајќи од моја генерација, па се досега, процентот на тие кои што наоѓаат место под сонцето надвор од нашата земја е голем. Најважно за нас е на нашите деца да им дадеме знаење, најважно за нас, за вас, професорите, е да не подклекнете пред современите теркови. Ова е лична констатација, не мора да биде општо прифатена, нели? Ви благодариме што постои градежен факултет, ви благодариме што се трудите, ви благодариме што има вакви работилници, ве чекаме со заклучоците и да видиме што се сте донеле како стручен заклучок од она што ќе се случи на работилницата. Благодарам на поканата денес и со задоволство секоја следна ќе ја прифатам. Живеете и функционирате во Скопје, дали го следите Скопскиот маратон, можеби? Да. Дали излегувате понекогаш на улица да ги поздравите учесниците? За жал некогаш и дури учествував, одавна не, така да сега само со задоволство ги следам на телевизија кога има пренос. Може да излезете и да ги поздравите учесниците, тоа би им било многу потребно и голема поддршка. Да, следното линковско вклучување во